Денес во посета на нашата општина е амбасадорот на Република Македонија во Република Турција. На наше задоволство имаме прилика да ги воспоставиме првичните контакти и да поразговараме за некои наши заеднички активности кои што треба да ги насочиме, од кои што треба да произлезат конкретни мерки, конкретни идеи и конкретни реализации на одредени наши првични размислувања во делот на економијата, во делот на културата, и ние само за овој првичен разговор, првичен контакт со нашиот амбасадор во Република Турција можеме да искажеме задоволство и благодарност за целокупниот негов ангажман и помош кој што ќе ја даде во насока да општина Радовиш биде дестинација на многу турски бизнисмени и компании кои што ги очекуваме во наредниот период, апсолутно и со наши претходно создадени поволни услови да се случат и да дојдат во општината Радовиш. И како, значи, сме задоволни од првичните контакти и првичната договорена динамика и се надевам дека тоа ќе биде во наредниот период на задоволство и наше лично, но пред се на граѓаните на општина Радовиш. Значи ли тоа дека може да се очекува некоја поголема инвестиција да се случи во Радовиш? Сега во прв момент не би можеле толку оптимистички да кажеме дека за брзо време ќе се случи некоја таква инвестиција, но можеме да потврдиме и да дадеме збор дека максимално нашите капацитети и заложби ќе ги насочиме во таа насока да ги привлечеме тие бизнисмени или фирми да дојдат во нашата општина. Сега створите услови. Апсолутно. Пред се благодарност до градоначалникот и до општина Радовиш за одличниот пречек. Вашата општина е навистина прекрасна. Јас тука прв пат доаѓам. Целта ми е да ја доближам вашата општина до инвеститорите, до бизнисмените во Република Турција. Тоа работиме како амбасада подолго време. Минатата година беше нашиот прв циклус на посети на општини во Република Македонија. Ова година ве почнуваме со Штип и со Радовиш. И на тој начин прибираме информации за капацитетите и можностите за инвестирање во општина Радовиш. Градоначалникот добро кажа дека денес е почетокот на нашата соработка и во иднина или во најскоро време првите турски бизнисмени ќе ги донесеме во посета на општина Радовиш за конкретно да се запознаат со капацитетите, со општината и со сето тоа што нуди општината. Ние исто така ќе направиме напори и општина Радовиш да биде дел од нашата програма или нашата работа во Република Турција. Ќе го поканиме градоначалникот за да ја презентира општината и во Турција. И на тој начин со заеднички сили се надевам дека во наредниот период дека ќе имаме првиот турски инвеститор во Радовиш и на тој начин граѓаните на општина Радовиш и сите како Република Македонија ќе имаме бенефит од сето тоа. И на тој начин Република Македонија и Република Турција како две братски пријателски држави ќе се сплотат уште повеќе и заеднички ќе водиме патот на економски развој и на економски успех. Спомнате дека кај турските бизнисмени има расположение да инвестираат во Македонија. Дали досега или во некоја општина веќе инвестирали? Па да, во изминатите на ваша иницијатива. Во изминатите 2 години има подем на турски инвестиции во Република Македонија. Пред се би спомнал дека тоа е благодарение на работата на владата на Република Македонија, на премиерот Никола Груевски со извонредните услови кои ги нуди нашата држава. Тоа е еден голем поттик за турските инвеститори да дојдат барем да ја посетат Република Македонија на лице место да видат дали тоа што се кажува во Република Турција и што може да прочитат по медиумите е така или не. Но досега тие се многу позитивно изненадени од тоа што нуди Република Македонија. Имаме и конкретни инвестиции од поединци, од големи компании во Република Турција и нормално и на иницијатива и на амбасадата има инвестирање во Република Македонија, но тоа не е битно кој ќе донесе инвестиции, битно е да има инвестиции. Ние се раководиме на тој начин во Република Турција, нашата амбасада и сите што сме дел од тимот на Република Македонија во Република Турција. Битно е да ги убедиме нашите пријатели, инвеститори да дојдат во Република Македонија да инвестираат. Имаме такви многу инвестиции и јас сум убеден, знам дека во иднина ќе имаме уште повеќе. Во наскоро во блиска иднина ќе имаме и конкретни
инвестиции кои ќе бидат исто така најавени од страна на владата на Република Македонија.